Едно во опозиција, друго на власт. Она што го ветуваше СДСМ пред да влезе во седиштето на Илинденска број 2, па дури и го повторуваше во првите неколку месеци од мандатот, сега не важи. 2 години по преземањето на власта ќе создадеме правен основ јавниот обвинител да се бира на предлог на опозицијата. Стои во предизборната програма на СДСМ. Ова премиерот го повтори 1 месец откако седна на фотелјата. Ние ветивме после втората година на предлог на опозицијата да има јавен обвинител. Сега што и треба на Македонија? Исправа реформите. И треба најврвниот експерт што може да си го најдеме дома за да биде државен обвинител. 2 години изминуваат за нешто повеќе од 2 месеци, но сега премиерот не е расположен да го испочитува ветеното и договореното. На власта сега не и се допаѓала опозицијата. Оваква опозиција која што не носела ставови своји за својата земја, а требала да оформи ставови, со ваков однос како што е, апсолутно ние не прифаќаме да биде предлагач на јавниот обвинител во Република Северна Македонија. Изборот на нов јавен обвинител и судбината на СЈО беа една од темите на кои синоќа дискутираа лидерите на двете најголеми партии. Конкретен договор не падна. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски уште еднаш го повтори барањето на неговата партија. Го изнесовме и нашето барање за јавен обвинител кој што ќе биде на предлог на опозицијата. Добивме одредени аргументи, претпоставувам ќе го прашате председателот на владата кои се нивните аргументи зошто тоа во овој момент не би можело да се случи, но и тука можеме да направиме компромис да биде со одложено дејство за 6 месеци, за 1 година и мислиме дека тоа само може да биде додадена вредност во демократските процеси во Република Македонија. Не гледам причина зошто да бегаме од една таква одлука, да го прошириме опфатот, да видиме да се вратиме малку и назад во времето, да дискутираме и за некои други случаи кои што политички беа затварани, како што е продажбата на електростопанство, како што е продажбата на Телеком. ВМРО ДПМН веднаш по референдумот кој се одржал лани во септември побара смена на државниот јавен обвинител со нов предложен од страна на опозицијата. Тој ќе требаше да ги испита сите нерегуларности на референдумот, гласањето на секој 5 секунди, а требаше да го чешла и целокупното владење на СДСМ.